Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви подготвив за денес. Повеќе од половина рурални тетовски води се небезбедни за пиење. Населението се навикнало на таквата состојба. Косовскиот премиер Курти на гости кај Касами се залагаат да се изгради патот од Тетово до Призрен. И тетовските пензионери во понеделник ќе одат на протест во Скопје. Започнаа адаптациите на дел од домот за доенчиња во детската градинка и на кружниот тек кај ветеринарната станица во Битола. Фудбалскиот клуб Тетекс го почнува првенството со гостување во Прилеп. Пристапија нови 13 играчи. А на самиот почеток да проследиме уште една numera од проектот Македонија во срцете носиме. Овој пат во изведба на, како што ја нарекуваат, македонскиот славеј Сузана Спасовска. Станува збор за песната Народе македонски. Со какви идеи си ти, доста беше, разбуди се, свести се не збити. Доста беше, разбуди се, свести се не збити. Знаеш кој си, што си, другите не знаат.
nije večni vekovi, Pouba Fegej Belomorski, ovde na sveti naši koreni, od isti majki tuka rodeni. Velatne nema, ama eve sme, somerak sred solun oro igrame. Velatne nema, ama eve sme, makedonski pesni gordo peme. Vo solun drama kavala, vo kukuš voden lična grevena, gore na vičo gramos herojski, se igra i pepak makedonski. Velatne nema, ama eve sme, somerak sred solun oro igrame. Velatne nema, ama eve sme, makedonski pesni gordo peme. Sme nije odpred Isusa, na svoja zemlja makedonska. Tuka sme, tuka ostanu vame, i ime sveto ne menuvame. Velatne nema, ama eve sme, somerak sred solun oro igrame. Velatne nema, ama eve sme, makedonski pesni gordo peme. Makedonski pesni gordo peme. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Во продолжение да го проследиме обраќањето на протоиерей Ставрофор Симиша Ристовски. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница,
како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Почитувани браќа и сестри, ве известуваме дека на 27 и 28 август во дворот на православниот храм Рождество на Пресвета Богородица ќе се одржи нашиот традиционален македонски фестивал. По тој повод ве покануваме да дојдете сите на добро дружење со македонска храна и музика. Фестивалот, како и секоја година, започнува по 12 часот на пладне, а трае до доцна вечерта. Повелете, сите сте добре дојдени. Što mi stopува, ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Ti si mi moje jasno sunce, duša što mi stopува. Ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja da
takva ljubav golema, so takva ljubav golema. Градоначалникот на Тетово Билјалка Сами беше домаќин на косовскиот премиер Альбин Курти во општинската зграда, а потоа заминаа во планинското село Вејце, каде што беше организиран пречек од мештаните. Градоначалникот и премиерот дадоа изјави за медиумите само за можноста за поврзување на Тетово и градот Призрен со Република Косово со изградба на нов пат кој би поминувал низ Шарпланина. Билјалка Сами истакна дека ако централната власт нема интерес, како локална власт ќе прави обид да се реализира идејата за патот Тетово-Призрен. Ако владата нема интерес да се реализира дел од патот Тетово-Призрен, согласно студијата и веќе договорените работи со владата на Република Косово, ние како локална власт во рамки на нашите надлежности и нашите можности нема да стоиме со скрстени раце. Ќе работиме како што веќе инвестиравме во овој важен дел од 7 километри на патот од Селце до Вејце, за да го правиме и другиот дел. И во тоа ќе бидеме во блиски контакти со владата на Република Косово и со локалната власт во Призрен за да се реализира овој дел. Исто така ние ги охрабруваме од владата на Република Македонија да работаат сериозно во делот на реализација на патниот правец Тетово-Призрен, согласно студијата која е направена и согласно договорите кои се склучени, истакна Билјалка Сами. Косовскиот премиер Альбин Курти рече дека економскиот развој и развојот на инфраструктурата не треба да биде резервиран само за урбаните зони и за градовите, туку треба да биде и за руралниот развој. Според него, тоа се прави и во Косово и во Македонија. Сме кажале неколку пати дека од небо се гледа дека Тетово и Призрен биле еден град, но кога Господ ги симнал на земјата, Шарпланина ги поделила и направила два града. Тој потсети дека за патот што треба да го поврзе Призрен и Тетово веќе има договор помеѓу двете земји. Беше потпишан од двата премиери, односно од мене и од мојот македонски колега господинот Ковачевски. Се надевам дека оваа физибилити студија ќе се пласира што побрзо на реализација на овој голем регионален проект, кој ќе има голем придонес во развојот на двете земји. Се согласивме и со поранешниот премиер Зоран Заев и со сегашниот Димитар Ковачевски за што побрзо поврзување на овој планински пат, истакна Курти. Крвопис ми е војската, ослепената Самоилова. Тука се и гробовите на јунаците и линденците. Тука се и гробовите на јунаците и линденците. Душмани, ето запаметете, сме постоеле и ќе постоиме. Нашата мила Македонија не одгледала, за да ја браниме. Душмани, ето запаметете, сме постоеле и ќе постоиме. Нашата мила Македонија не одгледала, за да ја браниме. Крвопис е и ваташа за момчињата 12 мината. Другари што загина од зверовите по затворите. Другари што загина од зверовите по затворите. Душмани, ето
pametete sme postojele i ќе postojime. Нашата мила Македонија не одгледала, sada ја браниме. Крвопис е и пиринот неослободен до ден денеше. Истото е и со Егеот, Беломорскиот, Македонскиот. Истото е и со Егеот, Беломорскиот, Македонскиот. Душмани едно запаметете, сме постоеле и ќе постоиме. Нашата мила Македонија не одгледала, sada ја браниме. Душмани едно запаметете, сме постоеле и ќе постоиме. Нашата мила Македонија не одгледала, sada ја браниме. Полугодишниот извештај за квалитетот и безбедност на водите за пиење во селските подрачја во Тетовскиот регион покажува дека 67% од селските мерни места за вода за пиење се небезбедни, покажуваат најновите податоци од Центарот за јавно здравје. Доктор Радко Давидовски, раководител на одделението за здравствена екологија и хигиена, објаснува дека станува збор за присуство на колиформни бактерии, односно појава на одредена нечистотија, која пак може да биде основ за поголемо загадување. Затоа тој постојано апелира водата во руралните места да се дезинфицира. Кај селските водоводи нема грижа од јавните комунални предпријатија, не се врши редовна дезинфекција на водата, не се врши контрола на извориштата, не се врши чистење на каптажите. Затоа извориштата и каптажите треба еднаш годишно да се чистат. Треба да имаат и оформена прва заштитна зона, односно зона на забрана. Треба да бидат оградени извориштата и резервоарите. Овие бројки покажуваат дека мора да биде воведена редовна и континуирана дезинфекција на водата за пиење. Најчесто се врши дезинфекција со хлорни препарати, затоа што се наевтини. Ако има хлоринатор, мора да има воведено и струја, и тоа е трошок за комуналните предпријатија, вели доктор Давидовски. Податоците на Центарот покажуваат дека, например, крајпатните чешми имаат и до 76% од испитаните примероци небезбедни за пиење. Но од друга страна, според докторот, населението како да се навикнало на оваа состојба. Домицилното население е адаптирано на тие води. Јас и вие, ако се напиеме, сигурно ќе имаме стомачни тегови. Тие се навикнале на таа вода, што не е добра пракса. Обично истакнуваме информација кај овие крајпатни чешми. Ставаме лист дека водата не е за пиење и верувајте, за 24 часа тој лист го снемува. Тоа соопштение дека водата не е за пиење. Од друга страна, има многу примери за чиста вода, како што се, например, чешмите во Пршовечка Јурија. Таму да одиме сега се чека ред. Таа е 75 метри бушотина и има квалитетна вода. Што се однесува до физичко-хемиските параметри, според докторот, само 9% не се исправни, што представува добар резултат. Воедно Давидовски апелира планинарите да водат сметка и да избегнуваат земање вода од извори поради опасност од нечистотија, поради присуство на животни и загадување поради човечка активност.
Тетовските пензионери во понеделник ќе одат во Скопје за да дадат поддршка на масовниот протест на пензионирани луѓе кои бараат зголемување на пензиите. Пред објектот на Сдруженијето на пензионери, тие јавно го изразија револтот од ниските пензии. Во понеделник ќе се оди во Скопје. Имаме доста потписи без разлика на националност кои даваат поддршка за покачување на малите пензии. Овој живот е многу тежок, не се преживува со 12.000 денари. Како што ќе биде минималната плата, така да биде и минималната пензија, изјави Летка Мишовска. Овој пат тие почнаа и да собираат потписи од пензионери со цел и на тој начин да ги поддржат барањата за поголеми пензии. Бараме како и сите линеарно покачување на пензиите, потоа бараме на позитивната листа да се стават многу лекови кои досега ги немало, а пензионерите не се во можност да ги набават поради високите цени. Собираме потписи да видат колку има незадоволни пензионери поради ова процентуално зголемување, што сметаме дека е ништо во однос на нивните покачувања од 78%. Редно беше да се слушне и гласот на пензионерите, вели Дивна Зафировска. Во Тетово има околу 13.000 пензионирани лица. Земја, мајка мила, многу јадовна, со векови роб што била, пак е таговна. И кинеа волци врани, срце в постела, јаделеа од три страни и на три дела. Срце в постела, јаделеа од три страни и на три дела. Мечкини камен славен, славен или ден, а некој вели народ без имен. Ако нека вели докаде има сој македонски. Има уште крв што блика побојне рамен, има уште глас што вика за мечкини камен. И кинеа волци врани, срце в постела, делеа од три страни и на три дела. Срце в постела, делеа од три страни и на три дела. Мечкини камен славен, славен или ден, а некој вели народ без имен. Ако нека вели докаде има сој македонски, докаде има сој македонски. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Почитувани браќа и сестри, ве известуваме дека на 27 и 28 август во дворот на православниот храм Рождество на Пресвета Богородица ќе се одржи нашиот традиционален македонски фестивал. По тој повод ве покануваме да дојдете сите на добро дружење со македонска храна и музика. Фестивалот, како и секоја година, започнува по 12 часот на пладне, а трае до доцна вечерта. Повелете, сите сте добре дојдени. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.
Во Битола започнаа адаптациите на дел од домот за доенчиња во детската градинка и на кружниот тек кај ветеринарната станица. Па да ја чуеме изјавата на градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски. Денес имаме воведба активности во објектот на јавната установа Дом за доенчиња и мали деца, каде оспособуваме простор на нова детска градинка, нов простор од 460 квадратни метри во кој ќе бидат сместени 70 деца. Имајќи предвид потребите кои се во град Битола, ова е само мал придонес, меѓутоа ќе значи многу за оние чии деца не се веќе сместени во детските градинки. Се работи за проект вреден од 10 милиони денари, каде Општина Битола учествува со 30% од таа сума, останатото го издвојува Министерството за труд и социјална политика. Општина Битола ги изведе сите подготвени активности од делот на архитектонски проект, проектот за изведба, техничката документација и се она што е потребно од делот на одвод, довод, инсталации за грејење и така натаму, така да ќе добиеме нов простор со кој велам ќе се задоволат дел од потребите на граѓаните од Битола. Прилепска и булевар Стивнамов. Новиот кружен тек кој го изведуваме. Значи се работи на изработка на ново сообраќајно решение на помеѓу Прилепска улица и улица Батальон Стив Наумов. Се изработува кружен тек, што би го олеснал многу сообраќај. Знаеме сите како граѓани дека е лошо местото, се случуваат сообраќајки секој месец, имаме проблеми. Со ова ќе се реши трајно сообраќајно решение. Покрај кружниот тек што го изработуваме, имаме веќе споменик направен за Александар Турунџев што ќе биде поставен на централно место на кружниот тек и ќе се обележи ова место пошто е историско ова место, не е само. Меѓутоа во основа на сето е дека ќе се реши сообраќајниот хаос. Прво и основно сообраќајно решение имаме комплетно со улично осветлување околу цел кружен тек. Инсталација комплетна. Значи се менува тука комплетна, имаме реконструкција на канализација што ќе ги поврзува од Прилепска, од сит двата правци, од булеварот Стипнамов се поврзуваат, инфраструктура комплетна подземна и електротехнички проект изработен за улично осветлување. Значи ова е трајно решение што безбедно ќе се обележат и паркинзи во овој дел. Ке има секако и зеленило кој ќе го обновиме тука. Ние имаме ново зеленување во самиот круг, ние ќе пуштиме и инсталација од водовод тука да може да се континуирано да се наводнува и да се одржава зеленилото во кружниот тек. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000.
Налей, 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 ме анџике налей, 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 од руиното вино. Налей, 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 од руиното вино. И ние сме деца на мајката земја, на мајката земја, на Македонија. И ние имаме право да живееме. Слобода немавме, правдини никакви, кога ги баравме, затвор се најдовме. Кога ги баравме, затвор се најдовме. Парола имавме, живот не жалевме, смрт или слобода за Македонија. Смрт или слобода за Македонија. Налей, налей, ме анџике налей, 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 од руиното вино. Налей, 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 за Македонија. И пред самиот крај на ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио, една вест од спортот. Фудбалскиот клуб Тетекс ги започнува првенствените надпревари во рамките на втората македонска фудбалска лига. Гостуваат во Прилеп кај ФК Победа, а дуелот се игра на Прилепскиот стадион. Првиот дуел дома во Тетово се игра на 19 август, а гостува ФК Осогово. Добро поминаа подготовките. Резултатски не се најдобри, но ме радува што од надпревар во надпревар имавме напредок во играта. Максимално сме подготвени за првиот надпревар. Верувам во момците и во оваа екипа, се надевам дека ќе направиме добар резултат, изјави шефот на стручниот штаб Даниел Радевски. Во преодниот рок на фудбалскиот клуб Тетекс му пристапија 13 нови играчи, дел од нив со големо прволигашко искуство. Сите тие со прволигашко искуство ќе бидат мотив за младите играчи, но особено од корист за тимот, за екипата како колектив. Ниеден противнички тим нема да го подцениме или прецениме, ќе играме за гол повеќе на секој надпревар со трчање и борба на теренот, изјави Радевски. Во подготвителниот период Тетекс играше 5 пријателски надпревари.
На клубот му пристапија Михајло Јакимовски од Воска, Матео Софијановски од Брегалница Штип, Марко Софијановски исто од Брегалница Штип, Астрид Амзај од Шкендија, Матеј Јаневски од Борец Велес, Никола Ристевски од Силекс, Агрон Елмази од Беса Добридол, Даме Јакимовски од Маđари, Петар Алексовски од Македонија Ѓорче Петров, Симе Здравковски од Вардар Скопје, Давид Чеков од Алумини од Словенија, Бектеш Исмаил од Македонија Ѓорче Петров и Иво Јанакиевски од Работнички. Воедно продолжува акцијата на навивачката група Војводи за купување на сезонски билети што директно се помага во функционирањето на клубот. Хармоника и гитара, дајте една песна стара, се дозори да се пее. Па да дојде друштво старо, да налее чаши вино, љубов да се разлее. Дајте, браќа, вино, музика, да се пее, да се заигра. Песна наша весела, во кафана живот минува. Дајте, браќа, вино, музика, нам кафана ние судбина, тука ние се радуваме, да ги наши си лекуваме. Македонки моми да заиграт, да запеат, душа да развеселат. Срце сака да е живо, само така му е фино, спомени да живеат. Дајте, браќа, вино, музика, да се пее, да се заигра. Песна наша е највесела, во кафана живот минува. Дајте, браќа, вино, музика, нам кафана ние судбина, тука ние се радуваме, да ги наши си лекуваме.
Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио. А на самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Прстенот на Сулејман. Ви посакувам пријатен ден. Прстенот на Сулејман. Било тоа или не било, освен Бога, никој не знае. Еднаш во еден град си одело по улица едно момче. Одеднаш слушнало како некој дервиш вика: кој ќе го купи чаршавов за 100 дирхеми, никогаш нема да осиромаши. А момчето во джебот имало само 100 дирхеми. Но тој многу сакал да го купи чаршафот, па затоа отишол кај дервишот. Се поздравиле, а дервишот му рекол на момчето: потребно е само оној што го поседува чаршафот да го постеле, и на него ќе се појават многубројни јадења, се што душа ќе ти посака. И пилав, и месо печено, и супа, и раженчиња. Момчето му платило на дервишот 100 дирхеми, го зело чаршафот и заминало дома. Кога стасало, го послало чаршафот, зашто било многу гладно и сакало да јаде. Но кога што ќе види? Се појавиле мачка и глувче. Ќе ги оставам, решил тој. Кога и да е, ќе ми притребаат. Потоа седнал и почнал да јаде од јадењата што му се допаѓале и за кои сонувал. Откако се најал, го здиплил чаршафот и си рекол: убаво би било да пропатувам. Така, тој излегол низ градските порти и тргнал да шета по светот. Се дури не запрел на брегот на некоја река. Токму тука се појавил некој дервиш и му предложил на момчето да го замени чаршафот за некаков прстен. Момчето прашало за тајната на прстенот, а дервишот му рекол: ако го протриеш прстенов, ќе се појават 4 роба и ќе ти ја исполнат која било желба. Му се допаднал предлогот на момчето и го заменило чаршафот за прстенот. Само што се оддалечил дервишот на 100 чекори, момчето го зело прстенот, а тоа бил прстенот на Сулејман, и го протрило со прстите. Тогаш пред него се појавиле 4 бели роба. Момчето им наредило веднаш да му го одземат чаршафот на дервишот. Тие го послушале и насила му го зеле чаршафот на дервишот. Момчето го ставило прстенот в джеб, го зело чаршафот под мишка, но повторно се појавил дервишот и му рекол: иако ми го зеде со сила чаршафот, ми се допаѓаш, па ти предлагам да го замениш чаршафот со моето точило. Момчето прашало за тајната на точилото, а дервишот му одговорил: ќе го удриш од земја и на тоа место ќе се појави висок дом, богато уреден. Момчето се согласило и го заменило чаршафот со точилото. Не поминал дервишот ни 100 чекори, а момчето го зело прстенот, го протрило со прстите и пред него се појавиле 4 робови, а момчето им наредило веднаш да му го одземат чаршафот на дервишот. Робовите не чекале, ами веднаш му го одзеле на сила чаршафот на кутриот дервиш и му го донеле на момчето. Момчето повторно тргнало на пат, се дури не се нашло на некое место каде воздухот бил пријатен, а изворите шумолеле. Удрило момчето со точилото по земја, а пред него се појавил дворец каков што никој дотогаш немал видено. Влегол внатре и го протрил прстенот. Тогаш пред него се појавиле 4 роба на негова заповед. Потоа го послал чаршафот и се најал, па им рекол на робовите да одат кај шахот и да го поканат на гозба. Робовите го послушале и го поканиле шахот со својата свита. Шахот бил добар човек и се согласил. Така еднаш кога времето било убаво, тој тргнал со својата свита во рамнината и уште оддалеку го видел високиот дворец. Шахот и неговите везири влегле внатре и се в чудо не виделе, зашто никогаш до тогаш не виделе нешто такво. Момчето го послало чаршавот и на него се појавиле разни јадења. Шахот уште повеќе се зачудил. Робовите пак ги служеле гостите.
Поручекот, Шахот и неговата придружба се простиле со момчето и го напуштиле дворецот. Шахот бил мудар човек, па му текнало дека сето тоа богатство доаѓа од прстенот на момчето. Потоа почнал да размислува како да го украде волшебниот прстен. Еден од везирите на Шахот имал ќерка која била многу убава. Тој решил да ја запознае со момчето. Па така една вечер везирот и рекол на ќерка си: "Оди и укради го прстенот кога тој ќе заспие." "Во ред," одговорила девојката и тргнала кон дворецот на момчето. Девојката многу му се допаднала на момчето. Легнале тие да спијат. Наскоро девојката се разбудила, го зела прстенот од неговиот джеп и се вратила дома. Момчето се разбудило и видело дека ја нема девојката. Ја ставило раката во джебот за да ги повика робовите, но прстенот го немало. Тој станал многу тажен, седнал во аголот и ја наведнал главата. Но тука од здиплениот чаршаф излегла мачката. Отишла кај него и со тивок глас му рекла: "Ќе ти кажам," му рекла таа, "како да си го вратиш прстенот." "Во ред, ќе ги следам твоите совети," одговорило момчето. На полноќ стави му на глувчето на опашката црн пипер и испрати го во домот на везирот. Кога ќе легне ќерката на везирот, ќе го стави прстенот во уста, за да не може никој да ја го украде. Глувчето ќе стави опашката под носот на девојката, а таа од црниот пипер ќе кивне и прстенот ќе излета од устата, а глувчето ќе ти го донесе. Се израдувало момчето и ја бакнало мачката. Вечерта тоа му ставило на опашката на глувчето црн пипер и го испратило во домот на везирот. Глувчето кришум се вовлекло во собата на девојката. Видело дека прекрасната девојка лежи во својот кревет како да е букет цвеќе. Се приближило и ја приближило опашката до нејзиниот нос. Одеднаш девојката силно кивнала, а прстенот излетал од нејзината уста. Во тој момент глувчето го фатило прстенот и му го однело на момчето во дворецот. Момчето било бескрајно среќно. Потоа го протрило прстенот на Сулејман и пред него се појавиле 4 бели робови. "Одете и веднаш доведете ми ја ќерката на везирот," им наредило. И во тој момент девојката се појавила пред него. Тој ја прашал: "Што стори?" Девојката пак почнала да плаче и да бара прошка. Момчето ја бакнало и ја простило. Таа станала негова жена, а тој нејзин маж. Така се исполниле желбите на момчето, па нека се исполнат и вашите.